Откако со денови толкуваа кој што кажал по лидерската средба, сега се препукуваат за тоа кој ќе биде разочаран, а кој демотивиран ако не се прифатат предлозите на другиот. Дебатата со уставните измени продолжува, но преку медиумите. Излегувањето од рамката на тоа што беше договорено на таа пресконференција искажано, сметам дека би представувало големо разочарување како за граѓаните тука, така и за меѓународната заедница која што навистина овој пат сака да ја види Северна Македонија да го продолжи својот пат кон европските интеграции и до 2030 година да станеме земја членка на Европската унија. Опозицијата пак бара да се прифати еден од нивните предлози со што вела дека на бугарската страна ќе се земе од раце алатката за уцени и ќе ја мотивира да ја забрза нашата евроинтеграција. Во таква ситуација на одложено дејство на уставните измени, секое дополнително кочење на Македонија од страна на Бугарија ќе ризикува за нив никогаш да не се ефектуираат уставните измени. Токму затоа, наместо потенцијален кочничар, во таква ситуација ќе добиеме најголем застапник за нашата евроинтеграција. Од оваа партија тврда дека одложената примена на уставните измени не е кршење на преговарачката рамка, но од Алијанса за албанците не се согласуваат со оваа констатација. Условот на македонската опозиција за суспензија на уставните измени е едноставно неостварлива, бидејќи е во спротивност со преговарачката рамка на ЕУ. Уставните измени треба да стапат во сила најдосна до моментот на одржување на втората меѓувладина конференција. Таравари смета дека размената меѓу двете најголеми македонски партии со понуди и контрапонуди за гласање на уставните измени директно влие и на интересот на албанците. До крајот на неделата ќе одржат состанок на раководството, пошто ќе излезат со согласен став во партиските органи за новонастанатата ситуација. Ајде сега, наред сте вие. Не заборавајте дека на 023070005 денес во ова денешно издание на Црвена линија имаме конкретно прашање до сите вас. Што мислите, ви имали договор за уставните измени или нема и секако ќе се случи ли некогаш лидерска средба од која партиите ќе излезат со заедничко соопштение? Тоа е она што ќе дискутираме денес со вас. Еве на самиот почеток да подсетам, не заборавајте секако по вртењето на телефонскиот број 023070005 да се разбира го намалите целосно тонот на телевизорот. Знаеме дека многу пати тоа го повторуваме, но секако како велат повторувањето е мајка на знаењето. Верувам дека имаме и гледач. Ако имаме гледач, ќе го вклучиме и да стартуваме со ова издание на Црвена линија. Да видиме дали гледачот смета дека има договор за уставните измени или можеби воопшто нема. Добар ден. Добар ден. Добро, најверојатно во исчекување сме да видиме кој ќе биде првиот кој што ќе го пробие мразот. Јас ќе подсетам секако задолжително да не заборавите и да се разбира да кликнете на telma.com.mk со оглед на тоа што таму можете целосно, брзо и јасно да бидете информирани, особено околу темите за кои што разговараме. Па еве ќе ставиме акценти на некои наслови за кои што можете да се задржите и секако детално и целосно да се информирате во однос на темата за која што зборуваме денес. Ако можеме, еве, ќе почнам прво да ви покажам и на Instagram стори како изгледаме. Тоа е многу важно. Еве, уште еднаш подсетувам да не заследите на Instagram, со цел на Instagram стори да бидете дел од оние инстаграмџи кои што секојдневно се дел од нашите анкети, а денес еве прашуваме ќе се случи ли некогаш лидерска средба од која партиите ќе излезат со заедничко соопштение. Имате две можности за одговор, да, не, ова е прашањето кое што ќе го поставиме до оној кој што секој кој што ќе се вклучи во Црвена линија. Ако имаме некого на линија, да преминеме на вас. Добар ден. Добар ден, Тино. Добар ден. Голем поздрав до вас и секако еве прашањето е, според вас има ли договор за уставните измени или нема? Како ви се чини? Нема? Еде така кажа. Еде вика има и нема. Кој не верува? Дали Митко ќе лаже, дали? Ама ја мислам дека лаже овој премиерот. Така нема. Никој не така каже истина. Тоа е. Нема да има. Тоа е пропаст да ми. Мамо.
Голем поздрав секако и вам и благодарам еве што се вклучивте во ова денешно издание на Црвена линија. Секако секој издание на Црвена линија е намената токму да се слушна од граѓаните, тоа сте вие. Се разбира, многу ќе ни биде драго ако добиеме денес токму одговор на ова прашање. Според вас има ли договор за уставните измени или нема? Да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Баш ми е така, од прва добив. Одлично, драго ми е и мене. И добро се слушаме. Морам да се слушаме добро, имам нов телефон. Иначе имаме само 84 години. Одлично звучите. А еве, за овие 84 години верувате ли дека ќе се случи некогаш лидерска средба од која партиите ќе излезат со заедничко соопштение? Што мора да се случи. Ние сме европски луѓе, ние сме членови на Европа и сме влезени одавна во Европа. Само треба и проформи да не примат. Ова нек ни се договори тоа сигурно. Само Мицковски му е страв да кажи пред неговото членство, од тие се 103,3% неписмени, како што велеше Анди Бајрам. И затоа си има мака човекот, а тој е свесен оти мора да се договорат оти друго, немаме друга опција. Ние мораме да влеземе во Европскиот сојуз. Таму припаѓаме и треба да му оставиме на нашите деца и внуци да можат да живеат слободно, да не напаѓаат сите. Ништо нема да ни смета што се бугарите што ќе ги примеме и црногорците и хрватите, египчаните, евреите, како што се другите, така и тие мора да влезат во уставот. Тоа ништо нема да ни смета. Ќе бидеме уште побогата држава. Така, благодарам многу еве што земавте ви учество во ова издание на Црвена линија. Топло препорачувам да останете до крај за да проследиме кои ќе бидат и останатите одговори и ставови на моите гледачи. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Сосема не се слажам со претходниот гледач, дека ние мора да го сториме тоа. Ние треба да влеземе во Европа, него треба да влеземе како македонци и да оставиме на нашите деца да знаат кои се и од каде се. Тоа што он го кажува, нека си го задржи за себе. А за лидерската средба фино објасни Мицковски и без да објасни, 80% од граѓаните знаат што се случува. Дека не може да влезат бугарите, дека не е потребно, опасна работа и дека тоа да се случи дента кога ќе влеземе во Европска унија. Тоа значи на светиникат и премиерот што си кажува по него, не знам што зборува, мислам, уопште не ми е јасно што сака да каже човекот. А ви имате ли некако чувство дека никогаш ќе се случи конечно по некоја лидерска средба партиите да имаат заедничко соопштение? И сега беа заедно и видите што се случува. Сега едниот кажува едно, другиот друго. Значи не знам што му значи на овој. Вас ви личи ли дека има договор за уставните измени или нема? Не, ни случајно. Не сме да има. Мицковски не, Мицковски самиот тука стојат 300-400 илјади. Не е битно колку се, што не се слажат со тоа. Не е битно дали Мицковски и да каже, народот ќе рече не. Према тоа... Така, благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Секако и вие продолжете да не следите. Една напомена за останатите, само внимавајте на тајмерот 90 секунди секој излагање. Добар ден веќе за следниот гледач. Добро вечер, Тина. Добро вечер ли е? Игор, од Битол. Игор, здраво. Па еве, има ли според вас договор за уставните измени или нема? Па Тина, јас мислам оти кој ќе ни плати, кој ќе ни помогни, ќе има. Кој ќе ни помогни во СДС или ВМРО, или ВМРО кој ни помогни со пари, околу стан, само едно прашање, околу нешто, брат ми да ме сака. Или мајка ми, цацко ми, пак. А Игор, еве во однос на темата и лидерската средба, сметате ли дека се направени уставни измени или не? Па треба да има уставни измени. Добро.
Ве слушаме. Лидерска средба треба да има. Лидерска средба на телевизија, дебата меѓу, например, Димитар Ковачевски и Кристијан Мицковски. Да се бора за премиерско место. Кристијан Мицковски тоа со Димитар Ковачевски. Ајве, верувате ли дека никогаш ќе се случи лидерска средба од која партиите ќе излезат со заедничко соопштение? Па мислам нов премиер треба, нов премиер. Да, Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжуваме со вас секако. Јас ќе подсетам да следете и на Facebook Црвена линија и Twitter, и таму можете да шернувате, коментирате и лајкнувате, да се префрли дискусијата таму, а секако предност им даваме на оние кои што директно се вклучуваат во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. И дали се слушаме? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Да, се слушаме. Одлично ве слушам. Гледач од Пратовско. Па вака, јас следам вашата емисија и ми се допаѓа за вашиот предлог. Дали ќе се случи лидерска средба? Секако ќе се случи. Борбата на ВМРО е да влезе во власта и да си продолжи со старата песна. Но проблем ќе биде како со Дујич го организираше дива населја и слично, така да не верувам дека ќе се приближиме кон Европската Унија, него ќе се оддалечиме уште многу назад. Нема ги оние силните поддржувачи, како што беше нашиот Љубосав Иванов Зинго, Абди Бајрам и оние што беа скрос неписмени. Така да претходниот добро напомна дека во ВМРО се доста неписмени. Му благодарам за тоа. Ајде, според вас има ли уставни измени или нема? Уставни измени, сим рече, оно од страна мора да има. Така да до власт не може да дојдат ако не бидат потрчковци и послушници. И тоа ќе се случи, него што потоа. Ако се распадне дуи владата, значи ќе се распадја и државата. Голем поздрав. Голем поздрав и секако големо благодарам и вам за вашето учество во Црвена линија. Продолжете да следите и понатаму. Добар ден веќе и за новиот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, би ве замолила малку погласно, многу слабо ве слушам. Дали ме слушате сега? Сега е веќе подобро. Кои се вашите одговори? Тино, уставни измени ќе има. Да. Има или нема? Каков печаток имате ви? Ќе има. Мицковски ќе лапне сармата, али Господ, многу ни дал, али и многу ни земал. А најповеќе памет ни земал. Немаме памет ние во државата. Овие функционери што водат државата немаат памет. 30 години немаат памет во главата. Мицковски треба да разбере дека не разговара со бугарите, разговара со Европска Унија, со Брисел. И тоа јасно накаде. Како не му е срам албанците, тој му смета. Тој викат, ја ќе напуштам главата. Што значи? Нека не манипулира со народот, нека него српска народот нема да добие на изборите. Тоа јасно нека му е. Бидете поздравени. Ајде, кажете ми, верувате ли дека никогаш конечно ќе се случи по некоја лидерска средба партиите да излезат со заедничко соопштение? Се исклучи гледачот, добро, тогаш бидете поздравени и вие. Секако преминуваме на дискусијата, продолжува со вас. Добар ден. Добар ден. По Црвена линија сте. Вака, јас сакам да кажам дека луѓето дали не разбираме ние овде што се случува. Значи, убаво кажа господинот Мицковски, убаво кажа, дека нека не примат во Европска Унија и после ќе почнеме да ги редиме работите како што треба. Кој гарантира дека нема бугарите пак на секој чоше да ни застануваат? А луѓето што велат дека во ВМРО има неписмени. Епа, од тие неписмени имавме ред и поредица во државата. А сега што имаме? Си качија 2000 евра пенсии,
на нас ни дадоа по 100-200 евра пензии и сега добри се овие. Па добри се, затоа на македонскиот народ уште ќе трпи. Уште ќе трпи со овој памет. И не знам дали на Ковачевски не знам дали разбира македонски. Значи, ово му кажа, лидерскава средба се одржа и му кажа човекот, после влезот во Европска Унија и готово. Не му сметат албанците, не му сметат бугарите, не му смета никој. Значи, дајте, како што е ред и јадет, како што сите влегоа во Европска Унија, така и ние да влеземе. А не, ај сега ќе ги примеме бугарите, па утре ќе Гоце Делчев ќе биде бугарин, ние ќе се побугарчеме и така натаму и така натаму. Тоа е тоа што на... Видите, еден од условите и Дуи да излезе од владата. Па, видете вака, на Дуи им одговара затоа што нели Дуи бара прв службен јазик, уствари прв службен јазик да биде албански. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија и еве сега малку ќе преминеме на Твитер. И се разбира ќе споделиме што она што е објавувано страна на Твитер заедницата во однос на нашата тема за која што зборуваме. Ќе почнеме со твитот на Христијан Мицковски кој што има напишано: СДСМ пропушта историска шанса за заштита на идентитетот и откочување на ЕУ интеграцијата. Тоа е оно што е пишано денес, а ние ве прашуваме, според вас ви мирисе ли има ли договор за уставни измени или нема и дали сметате дека еве некогаш ќе доживееме полидерска средба, партиите да имаат и заедничко соопштение. Добар ден. Ало, здраво. Здраво. Се слушаме? Да, одлично се слушаме. Вака се. Единствено патриотско решение е овие уставот да се отвори, бугарите да ги ставиме само со одложено дејство, откако ќе влеземе во ЕУ. Варијантата, ако ВМРО ја прифати со гаранции од Европска Унија, тоа ќе биде равно на... Тоа ќе биде равно на предавство. Затоа што Европската Унија, односно Германија, Франција, начело со Америка, сака да ја растури македонската нација и македонскиот идентитет, да не постојат, и потоа голема Бугарија и голема Албанија да ги стави во Европска Унија. Затоа не сме да дозволи членовите, пратениците на ВМРО и сите заедно варијантата да се прифати гаранција на Европска Унија без одложено дејство него веднаш. Тоа е осудено на пропаст и од тој ден ќе започне бугаризацијата на македонскиот народ. Доколку не успеат со оваа игранка што ја прават душманите од Запад, значи да го уценат председателот од раководството на ВМРО, вака да го изманипулира народот, тогаш ќе одат на варијанта да купуваат пратеници, по едно куфрче со пари, најмалку 10 души ќе успеат да ги купат и ќе на тој начин... Ќе подсетам, само внимавајте на тајмерот 90 секунди, сега ако сме отворени повторно да го завртите телефонскиот број за да добиете нови 90 секунди. Благодарам за вашето учество, продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, голем поздрав до вас. Голем поздрав и до вас. На телефон е Мухамед. Здраво, Мухамед, па имате ли одговор на прашањето дали има уставни измени или нема? Ето, мора да има уставни измени, сакала или не. Да оставиме патриотите. Мене на крајот на краиштата ниту ме интересира дали ќе ме пишува на албански во пасошот, дали некаде на кирилица или латиница, кога ќе дојде први да земам плата и да уживам со таа плата. Ова се прави дали од страна на ДУИ, дали од страна на ВМРО, дали од страна на СДС. Тоа е веќе се решено. Се знае унапред. Но, нашите лидери, сите, се само за власт. Како можат за себе да ги покачат платите 80%, а за народот, за еден минималец се влече, се одолговлекуваше скоро година и пол, зашто? За 2000 денари. Дали премиерот, дали Ковачевски, дали Мицковски, дали Ахмети, со 20.000 плата може да го терат месецот. Зар не гледа Мицковски, зар не гледа Ковачевски, зар не гледа Ахмети, дека цела младина си заминува.
ниту на Мицковски, ниту на овие двајца други веќе преку глава ми е, не им интересира дали за мене, дали за вас, се е за таа пуста фотелја. Ке видиме, нека дојде Мицковски, не измени. Уште еднаш ќе подсетам, внимавајте на тајмерот, но еве, доколку се чувствувате недоискажани, отворени се 5 линии, повторно завртете го бројот и секако благодарам и вам за јавувањето. Па го објавуваме тајмерот така да верувам дека ќе може да си го измерите времето во однос на излагањето, а еве ќе продолжиме во дискусијата со одметнување на уште еден твит кој што е напишан од Мандалоријан, кој што има напишано овде има лош и полош предлог од ВМРО, како и најлош од СДС. Во секоја реченица има апсурди и научна фантастика. Под еден заштита на националните интереси и европска интеграција. 31 година Европа имаше шанси да го стори тоа, ама не го стори тоа. Си чека, си условува. А според вас има ли договор за уставните измени или нема? И дали еве некогаш по некоја лидерска средба ќе доживееме да слушаме партиите да излезат со заедничко соопштение? Добар ден. Добар ден. Од црвена линија сте, повелете. Нема да има договор за уставни измени и нема никогаш да има со овој состав на Ковачевски на влада. Значи тие ќе качуваат ПТС с 8%, на народ 8%. Народ живее во сиромаштија, во беда. На него не му е до уставни измени, до него му е економијата е битна. Мислам, под бугарски диктат нема да има никакви измени. Тие само, не само ова влада и кој да биде наредна влада нема да има да сонува за тоа. Затоа што народот е незадоволен. Значи, треба прво во куќа мир да се донесе, економија, се па после се збори за се друго. Ја мислам бев јасен. Значи, било кој да е премиер или председател, не може тој да донесува 6 часовно работно време да си сабота и недела, а да има плата од 8% зголем. На што личи тоа? Нека дават тие кога стагат примедби за нив дека тие добри, ние гледаме во сушина какви се и што се. Значи, без резултати ништо не бива. Треба резултати на економско поле на оваа држава. Затоа народот бега во странство, затоа имаме паралелките помалку деца и така. Така, благодарам многу еве што го споделивте вашиот став со гледачите на црвена линија. Можете да слушнете досега повеќе вклучување имавме како размислуваат граѓаните и секако ќе ни биде драго да ви има уште поголем број за да видиме каков е ставот на народот. Добар ден. Добар ден, ако. Добар ден, во црвена линија сте. На линија сум? Да, повелете. Благодарам, па вака. Прво, за мене лично мислам дека треба да има почесто лидерски средби. На тие лидерски средби дали ќе бидат затворени или отворени, тоа е нивни проблем, но после завршувањето на лидерската средба, значи тие двајца представници, да речеме Ковачевски и Мицковски, да излезат со дефинитивни одлуки што донеле на тие, значи на тие составници. И не после тоа да извртуваат 300 да кажува 300 работи кои што воопшто, значи не ги кажале, не ги разговарале и слично. И затоа ми се чини, посебно ќе кажам господина Мицковски, доста играше пишманаџија. Една за секојаш, кога веќе лидер на една голема партија и нека машки каже тоа договаравме на денот на договарањето, а не сега после 5-10 дена да кажува не тоа, не ово, вие сложете се со ово со оно. Дали тие се свесни дека од секогаш ВМРО, значи, било против оваа држава, не донело никакви државотворни закони, значи, за државата во интерес, ако чекаме на ниво НАТО, а и ни сега не може да се покрене проблемот значи, да се реши со облегувањето во Европската заедница. Штета е што е голема партија, значи штета е што така размислуваат. Кај ни главно е жолтите како ќе решат 5%, дали ќе може да добијат за оно што го преговараат. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Еве сега, меѓу другото, ќе споделам со вас нешто што го има изјавено и првиот вице-премиер Артан Груби.
по лидерската средба. Тој самиот нагласи дека ќе се памти тој ден не по тоа што ми е роден ден, туку по изјавите на Мицкоски. Сакам јавно да му се заблагодарам за можноста што ни ја даде да продолжиме кон европскиот пат. Се покажа дека адресата не име на друго место, туку во Брисел и Вашингтон. Тој не беше свесен дека сме реагирале и го прифативме неговиот предизвик. 7 јуни ќе се памети дека Мицкоски и ВМРО ДПМН прифатија уставни измени, прифатија бугарите да се вклучат во преамбулата и уставот. Прифати да нема предвремени парламентарни избори, се надевам дека сите овие ретерирања веќе се променети и дека сме на нов терен. Охрабрувам да почнеме со постапката и да ги разгледаме предлозите на работната група. Вака изјави Груби. Ние ве прашуваме, според вас има ли сега договор за уставните измени или нема? Како ви се чини? Добар ден. Добар ден, ако сум јас на линија. Да, повелете. Па да ви кажам, ова, како да кажам, во позадина има договор, меѓутоа и дали сега и Мицковски игра некоја улога или е уценет, нешто века се случина. Се случува, позадината е друго. Ако Груби го кажува тоа, Мицковски кажува тоа, значи ја не знам Мицко што очекува, не знам дали уште ќе остане во партија ако направи такво нешто. Значи не може нешто да се донесе па да биде донесено со одложување. Значи ние немаме тоа може да се злоупотреби. Затоа кај нас не важат никакви правила. Ние немаме закони, така да Мицко не сме тако нешто да дозволи. Или човекот, или ако е уценет, или ако е нешто, нека си каже. Не вака да врти околу народот, само едниот збори едно, другиот кажува друго. Верувате ли дека некогаш ќе ни се случи по лидерска средба да излезат партиите со заедничко соопштение? Ни случајно кај нас ништо нема да се случи, кај нас само се договара позади грб и така. И нека кажат ако прават канадски устав, да немаме ни Република, ни Македонија и да бидеме само територија, онда нека го кажат тоа јавно на народот, нека не лажат и нека не се кријат во позадина. Мислам, ова е стварно срамота што го прават со народот што играт и го користат народот како една марионета. Мислам, стварно е невкусно и неубаво. Вакви луѓе што водат држава, срамота е. Дајте, ако не може, нека си се имат. Благодарам многу за вклучувањето. Подсетувам, 90 секунди време траењето е. Добар ден. Добар ден. Повелете. За има кој да ми се... Дали се слушаме, никако ви се губи линијата. Добар ден, Македонија. Добар ден. Јас сум во програма. Да, вие сте. Па, лидерска средба во секоја држава има, но меѓу двајца лидери кои си сакаат татковината, значи кои се борат за нејзе кои ја бранат. А овие од СДС се имат некои лидери кои не се за Македонија. Пред овој, пред Ковачевски лидер на партијата Заев, си кажа пред да биде премиер, дека нему на Заев и на неговото членство од партијата СДС не им личи македонскиот патриотизам, не им личи љубовта кон Македонија, че тие немаат чувство за било кој во Македонија. И од такви, немаат душа да прават добри дела. И тие сега шуруваат со било кого. До вчера се правеа најголеми србомани, а сега изигруваат и... Ве молам, еве, според вас, дали се има уставни измени на лидерската средба или нема? Како ви се чини, бидејќи... Нема да има уставни измени. Ало? Се слушаме? Да, ве слушаме, продолжите. Нема да има уставни измени, са некои велам, ако сакаат толку, да одат за кај Европа, со бугари во уставот, секој може и дома да се насели бугари и да ги стави во тестаментот, во тапиите своји и така да покажа дека се големи европјани, тие овие од СДС. Порано се тие и со албанци шуруваат, и со грци, и со бугари, и со сите, само да се против нас како македонци и Македонија. И против сите други кои сме околу, ниеден човек во Македонија бил да не биде од овие од СДС. Благодарам многу за јавувањето. Еве сега ќе
Продолжиме сега ко совест и еве ќе кажам дека конкретно имаме прашање до вас и навистина сакаме да еве ни откриете кој е вашиот одговор во однос на тоа, имате ли чувство дека има договор за уставни измени или нема и дали еве некогаш во иднина ќе се случи да по една лидерска средба партиите излезат конечно со некое заедничко соопштение. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Да. Повелете. Повелете, ве слушаме. Ме слушате? Да, да. Не треба да има никакви уставни измени. Ни Мицко, ни никој не смее да ги даде тие уставни измени. Ние, ако ги ставаме свестени со Тит и Мицко и овие комунистите, гробарите на Македонија и на македонскиот народ, они се историски гробари на Македонија и на македонскиот народ. Гоце Делшев го убија жив во превара, сега го убиват и мртов. И кои уставни измени? Кои уставни измени? Свесени се сите, ако и туреме бугарите, Македонија ќе тера. Ќе бидеме исто како Босна. Од една страна ќе се Хрватите, дека што се постава од една србите. И ние исто така ќе. И што ги направија на босанци, на муслиманите? Ги поделија више. И ние исто ќе не делат албанците и бугарите. Свесени сум ти одеве веќе у амбису пропаст. Свесни е ли македонскиот народ што се работили? Најпоследне свесните се сите бе. Зошто беа тие референдуми? Зошто најпрво гинеа ајдуците, војската на Александар Македонски и на Карфош? Зошто гинеа комунистите бе, војската на Дан Самуил, комунитополите? Зошто гинеа нашите... Благодарам многу за јавувањето. Одиме повторно кај Твитерџи, еве ќе прочитам уште еден твит, тоа значи дека и таму се води дискусија околу лидерската средба, па еве што е напишано: зошто лидерските средби не се пренесуваат во живо, па не мора после да се објаснуваат кој што кажал. Или кријат нешто, па мора да бидат тајни, а после објавуваат колку да се занимава народот. Дебелка пак има ретвитнато: за лидерска средба треба лидери. Зашто би пренесувале разговори на коњопој? Еве, според вас, имате ли впечаток дека има договор за уставни измени или нема договор за уставни измени? Како ви личи? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Да. Јас би сакал да кажам дека нема, веројатно нема согласност, се гледа дека се спротивставени страни и тоа веројатно е повеќе политичка борба, политичка битка помеѓу две партии, но да бидам искрен, мислам дека на власта ја одговара вака да се занимаваме со овие теми, бидејќи има толку многу проблеми во образование, во здравство, во земјоделие, во Охрид туризам, блокиран град и слично, и власта сака да се занимаваме ние со овие теми за уставни измени, некаква Европа која што, да бидам искрен, не верувам дека ќе се случи, и само го замајува народот и, за жал, јавноста и вас медиумите, и со тоа си добиваат некое време, некоја абстрактна тема, наместо се зафатат со решавање на некои конкретни проблеми што го мачат народот, стандардот, здравството, катастарот, на секое место се бара некој подкуп, пензионерите се во незавидна ситуација, имаат многу лош живот и така, според мене, мислам дека, за жал, оваа влада со оваа тема само ја злоупотребува за да покрие некои реални животни проблеми кои што сите ние ги имаме. И вие знаете најдобро, и вашите блиски, секој од нас знае какви проблеми има во живењето. И не очекувам да се случи некој пробив на оваа. Така, благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Па ајде сега повторно со Твитерџи, не случајно ви ги читам за да еве можете и да се надоврзете и да ги коментирате и овие видувања и ставови, бидејќи сепак и Твитер заедницата е
мукна во однос на јавното мислење, па еве идентитет МК да напишала зошто да се пренесуваат во живо, се мисли на лидерските средби, кога народот не се прашува за тоа, кој е народот за да одлучува. Ние сме демократија, владење на народот. Се прашуваат амбасади и стратешкиот ни партнер. Сашо пак напишал, ништо не се договараат, освен сатот од кајтје, вам убав ручек има и на прес ке прочитаат што им издиктирало калето. А ние ве прашуваме, ке се случиле можеби еве некогаш по лидерска средба партиите да излезат и да имаат заедничко соопштение? И како ви личи, дали ќе се случат уставни измени или нема? Дали постои таков договор по лидерската средба? Добар ден. Здраво, здраво. Здраво. Па види, значи, они не излегуваат со заеднички ставови, едниот кажува дека да не создаваше владата, другиот друго, али ја не ги третирам за лидери. Ја ги третирам за компрометирани квази политичари. Значи, политичари кои не заслужуваат и пуно политично да го спомнеш, а се служат со разни превари за да успеат некако да си го додржат своето членство. Инаку за овие другиве, што не ги симпатичат или све, само поеќе гнев ствараат во тие луѓе. Значи, тие луѓе што не ги гласаат, тие луѓе што воопшто не ги поштуваат овие партии, предавнички зборам ја, бидејќи тие не се партии за народ, тие се извршители. Значи, тие се по директива на Западот, убаво пишала таа господата таму од калето, само све што е тука свечено им е дадено и само терате свиđени такви да бидат тоа мотивирани за да не ве прочитаат тие што би се све по заслепени гласачи и партиски измеќари. Значи, само избегуваат со такви соопштенија, значи, каде што си ги лажат своите партиски измеќари и симпатизери да ги решат. Ништо повеќе. Тоа е толку има типната работа, катастрофа. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Дали се слушаме? Јас сум во програма? Да, повелете, во црвена линија сте, повелете. Да. Вака сега, уставни измени треба да има. А ви се чини дека има договор од лидерската средба за уставни измени? Па веќе има сигнал дека има договор, меѓутоа, како и секогаш, се знае, опозицијата знае да манипулира со луѓето. Меѓутоа, после толку години, мислам дека интелектуалците на Македонија треба да се свесни и треба да знаат дека треба да одиме напред, како што оди Србија, како што се гради Србија, да ги почнеме предпристапните преговори. И ова е еден мал сигнал дека Мицковски веќе се свестил. Меѓутоа, жално е што народот веќе се уште не сваќа како му беше 11 години, заборави. Заборави 11 години кога не можевме вака да дискутираме отворено. Треба да се случат овие уставни измени, затоа што многу ќе не коштаат нас, нашите деца и идните поколенија. Ова е жално што се слуша, што народот се уште не е свесен. Јас не можам да му се начудам на народот како може се уште. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Ќе потсетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Повелете. Веднаш ќе ви кажам дека се слагам со вашето мнение дека лидерската средба требаше да биде директно преносена на телевизија и народот да види кој што зборува. Затоа што после оваа средба нема ништо заедничко од нивните изјави. Разбирате? Едниот кажува едно, па вие ќе го прифатите тоа, па после го слушате другиот кандидат, па се ставате во дилема дали е така. Па вас како ви се чини, еве, има ли договор на средбата за уставни измени или нема?
Јас мислам дека генерално ќе има уставни измени затоа што сакаат овие големи сили. Еве, нек ги го слушам оној бивши американски амбасадор овде. Заборев како се викаше, само знам дека плюка кога зборува. Джеймс Бейли, кој вели, морате да ги направите уставните измени, затоа што нема да имате подршка од нас. Што ќе кажете вие за мене, еве јас како пријател, во вашиот брак се јавила некоја, да кажам, кавга помеѓу вас и вашиот сопруг. Јас доаѓам, се ставам на страната на сопругот или на ваша страна. Јас не го мирам тоа. Разбирате? Тие наместо да дигнат раце, ако гледаат. Уште еднаш ќе подсетам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди е време траењето, но еве се уште има можност повторно да го завртите телефонскиот број и да добиете нови 90 секунди. Одеме и со твитот на Кваква Топ кој што напишал: зошто пренесувате недоквакани изјави на некој што нема ниту м за чувство кон Македонија? Груби најави почеток на отварање на Уставот кон крајот на јули. Дуи се жртвува за да ја интегрира Македонија во Европската Унија. Но она што ние ве прашуваме во црвена линија е каков добивте впечаток? Има ли договор за уставни измени или нема и дали ве ќе се случи никогаш по некоја лидерска средба партиите да излезат со заедничко соопштение? Добар ден. Добар ден, почитувани. Голем поздрав и до вас, повелете. Па вака, значи ќе се случи ли некогаш, ја би рекол во брзо време, лидерска средба и во која ќе излезат со заедничко соопштение, ама не е тоа што тие се освестиле овие лидери, како едни така други, него тоа е нарачка, само што треба свечено да ја објават, колку е свечено за нас, не знам, пошто јас лично со вакво однесување и со вакви притисоци не би сакал ниту да воопште коментирам, а камо ли да се сложат, но тоа е мое и на многу ред други луѓе, но основното е дека овдека, ко целата поле за културен меѓу народите, овдека се претвори во некултурен однос на народите, односно со луѓето што тука живеат и што се прават за да се спечелат нешто, продавајќи го туѓото. И така ние дојдовме во една страшна ситуација. Што се однесува до груби на Твитер, кажавте, ја само би се загрежил некако ослабна дјевајка, за да не му прие да има толку пари и тоа треба да се види, да се оди на лекар, жод ми е некако. Тоа од добронамерно кажувам. Значи, ништо не е случајно. Овие сите наредби што сега доваѓаат, имаат претходно одредени наши политичари, имаат поднесено информации и луѓето од нас. Благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден, Тина, поздрав до тебе. Голем поздрав и до вас. Па вака, малку околу гледачка, значи 11 години, исто имаше предходните 11 години кога беше ВМРО вакви емисии и тогаш можеше да се збори и многу подобро се живееше и Македонија беше земја за респект, не беше понижена кога сега да ти е срам да се кажеш македонец. Толку околу тоа. Не знам зашто треба заедничко соопштение. Ја не гледам разлика меѓу изјавата на Мицковски и на Ковачевски. Многу е јасно, не знам и зашто воопшто на некого не му е јасно. Има ВМРО два услови. Дуи да излезе од власта и да важи уставните измени да важат при влезот во Европска унија. Што не е јасно? Што кажа повеќе Ковачевски, не знам. Кој од тие услови е исполнет? Кога ќе се исполнат условите, ќе биде реализирано. И заедничко да беше соопштението, тоа е ставот на Мицковски. Не гледам која би била разликата. Него овие сега едва и дочекаа Мицковски да прифати, то пази, условно што прифати и одма еве го Мицковски прифати. До пред некој ден се фалеа дека имаат 80-90 пратеници, дека е готова завршена работата. Што не ги стават уставните измени на гласање, па да видим. Че не е проблемот ни до Мицковски. 70%, 80% од народот македонски
под овие услови не сака бугарите да влезат во уставот, што не е јасно. 200 анкети се направија. Се направи и америчка анкета. И таа кажа истото. Валјда? Благодарам и вам за јавувањето. Одиме со гледач. Добар ден. Добар ден, Тина. Баба Руска, здраво, како сте денес? Да, Баба Руска од село Орман. Да, бе, познавме, како сте? Јас сум многу добра, а малку да зборам за темата, ама повише ме изнервира женава пред овие двајца што се јави, што толку го бране СДСМ, не треба да го брани, треба да биде правична. Она е офајмдена нешто, па затоа така збори. А еве, според вас, имаше ли на средбава договор за уставни измени или нема? Како ви личи? Треба да има, затоа што СДСМ ништо не работи, само Европска унија, Европска унија. Па зарем е толку важно да идем у Европска унија, бугарите да сметат. Што е таа причина? Па бугарите ние ни македонци не ги признават, па се тамо. Па зашто и ние да не бидеме тамо, без да ги метнеме нив? Кој право овој го прават да ги метнеме прво бугарите и после па мајтер да играт со нас, како со Грција што направија? Сме да го името тие ти Европска унија. Сме ние ли го името Европска унија не видовме. До кога вака бе ќе играт со нас? Па ние здрава ли пасем у Македонија бе? Срамота ова што се прави веќе. И више ништо не веруваме ни на Европска унија, ни на бугари, ни на Грци. Ова се е тргнало да не уништат и готово крај. Благодарам многу, Баба Руска, и што се вклучивте во Црвена линија. Драго ни е дека сте добро. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Се слушани? Да, се слушаме, повелете. Вака се, јас не знам зашто се замараат народот и политичарите со господинот Мицкоски. Мицкоски нема став, сериозен став. Тој оди на лидерска, бара нешто што не е можно и ако му дозволувате, бараш од задуи, еве дујки излагат. Бараше за некои други работи, еве се му се да влезе во влада, жеден за влада се. Сега го стегнаа неговите луѓе, не е така, вака беше. Зато требаше новинари се да се снимат и да се знаат како што. Значи системот смета некој, не знам зашто. Тој човек мене воопшто не ми личи на политичар. Тој е некој за бизнис, да, бизнисмен за да лажи, да краде, да прави, за тоа го биват. Иначе за друго, за политика, за се држава, тоа нема шанса тој човек. Се гледа дека само жеден за власт, тој е претходникот него така го учи и со тој став оди тој. Ба дела му е се, сето ќе биде. И уставни измени ќе имат, се и без него, и со него ќе имат. Джале се замара човек. Човекот, не знам, мене тој не ми личи воопшто како здрав човек, се извинувам, не ми личи, не. Но има дали ви личи дека никогаш ќе доживееме по некоја лидерска средба, да излезат партиите, да имаат заедничко соопштение? Без лидерска средба ќе има уставни измени. Без лидерска средба ќе има измени. Нема, со Мицкоски не може да имаш лидерска средба. Значи тој човек е само тој што сака ти така да биде, како што тој сака, ништо друго. Значи нему само тој што сака тоа, еве, тоа што сакаш да му дадува. Одма дуи се огласи дека еве излагаме од власт. Еве и Алијанса излагат. Ајде биди, ти само значи изгласи го уставните измени. Еве се. Добро, благодарам. Еве и уште еден твит ќе објавиме со оглед на тоа што еве гледачот потсети. Боби Левски има напишано Мицковски, заедничка влада без дуи. Ако може да го покажеме твитот, бидејќи е повеќе фотографија која што зборува, односно наслов. Значи, Мицковски, заедничка влада без дуи. Дуи прифаќа влада без дуи ако се усвојат уставните измени. А сега и гледач. Добар ден. Нема дуи тука, бе. Јас сум од западниот дел на Македонија. И сум македонец. А дали сте на Црвена линија? Не, се исклучи гледачот. Дојде времето за реклами. А оние кои што не следат на Инстаграм, зема и активно учествува во денешната Инстаграм стори анкета на прашањето ќе се случи ли некогаш лидерска средба од која партиите ќе излезат со заедничко соопштение.
одговорија со да 16%, а со не одговорија 84%. Сега тука, еве така изгледа тоа, ова се и резултатите, значи денешната анкета, и ова е можност уште еднаш да напоменам да веќе од овој момент не заследите на Инстаграм Црвена линија, секако и Фейсбук и Твитер, и веќе од утре во новата анкета да учествувате активно со вашите одговори. Што се однесува до редакцијата на Заврти на Тилма, ние имаме едно заедничко соопштение и секогаш имаме заедничко соопштение, а тоа е дека денес во понеделник ве чекаме сите вас кои што се јавувате и сте дел од семејството на Црвена линија да продолжите да го вртите телефонскиот број, а ние секако гарантираме дека ќе имате и добра забава, убаво расположение и вредна награда. Во понеделник заедничкото соопштение вели генералниот спонзор Елит Кафе доделува микропечка. А за да освоите што е можно повеќе награди, се разбира на нашата лидерска средба од Заврти на Тилма, одлучивме дека секогаш сме расположени да ви откриваме какви прашања ќе се паднат на тестот Заврти на Тилма. Па еве забележете, како се вика на буквата Е појавата на голем број заболени од иста болест, потоа во која држава се наоѓа планината Килиманџаро, кој напоредник ја дели земјата на два приближно еднакви дела, еве и уште едно прашање, во кој дел од автомобилот течното гориво се претвара во експлозивна смеса, карбуратор или алтернатор, и колку денови заедно имаат месеците јануари и декември. Имате доволно време да ги пронајдете, изгуглате и договорите околу одговорите, а ете ако се вклучите во Заврти на Тилма, ќе ми го кажете точниот одговор и секако ќе следуваат и награди. Ве чекам.